Започна есенскиот дел на фестивалот на критичка култура Крик. Како е да се организира овој фестивал, која е неговата смисла и како е воопшто да се работи на независната културна сцена, ќе дознаете, почитувани гледачи, од разговорот што следува со Искра Гешовска, теоретичар на уметност, а воедно и основач и програмски уредник на фестивалот Крик, зад кој стои организацијата Контрапункт. Искра, добар ден, добре дојде во Култ култура. Да започнеме од тоа прашање, која беше смислата на фестивалот Крик, кој го основавте пред 9 години, еве оваа година е 10-тото издание и јас во таа пригода и ви честитам што го доживеавте и го овозможивте тој континуитет. Повелете. Сакаме да го преиспитаме, редефинираме, рекреираме јавниот простор. Токму, и тоа е почетокот на одговорот на на вашето прашање. Крик, да, постои 10 години и тоа е на некој начин сублимирање на сето она што Контрапункт го работи од 2001 официјално како Контрапункт, а претходно во неформални здружувања уште од 95-та година. Значи, што беше, зошто одлучивме да го направиме овој сублимат под името Крик, Фестивал за критичка култура. Крик е акроним своевиден, значи критика, реакција, идеја, конфронтација, но и крик како крик во социокултурниот простор. Сакавме да ги сублимираме сите наши активности во насока на една порака која што би артикулирала нужно очајничка потреба од глас во овие наши семи квази демократски, културни и општествени динамики, глас, повик, крик дека е потребно да се действува критички. Нужно потребно да се действува критички, особено во овој контекст кој што креира една заспана, апатична, поданичка култура во секоја смисла, во секој сегмент. Крик е интердисциплинарен и со тоа исто така, како што од почетокот на нашето действување и теориско и во просторот укажуваме, значи сакаме да укажеме дека културата и уметноста треба нужно да престанат да се гледаат изолирано од останатите политички и општествени динамики. Секоја година на Крик доаѓаат интересни говорници на најразлични теми, во принцип зборуваат на теми кои малку се присутни во нашиот јавен простор, па како ги избирате гостите и темите? Дали гостите ги избираат темите или темите ги избираат гостите? Се надополнуваат. Гостите, темите ги задаваме во однос на локалниот, но и на глобалниот контекст, а гостите, се разбира, имаат нишки поврзани со темите, но од друга страна, многу често нашите гости се луѓе со кои што сме комуницирале со децении веќе. И тоа ни е многу важно. Да се создаваат во овој свет на поединечности, на се повеќе изолирани единки, да ги негуваме, да се грижиме за тие мали заедници. Тие наши мали заедници се меѓународни, се разбира, но и се локални, регионални. Така што програмското уредување на Крик е едно множество на повеќе интелектуални и емоционални нишки, би рекла. Во
Во рамките на есенското продолжение на фестивалот Крик гостуваше хрватско-германскиот теоретичар и филозоф Борис Буден. На предавањето, меѓу другото, тој кажа дека светот се наоѓа во термална криза. Па како вие го коментирате тоа? Јас, за жал, би се согласила со него, но веќе подолго време во терминална состојба, како и ако направиме паралела, ќе видиме дека тоа не е многу поразлично од почетокот на минатиот век, на 20-тиот век. Но сега би рекла дека не се гледа, подобро се случи смрт, па потоа одново раѓање, но сега не се гледат ова глобално наше умирање, економско, физичко, ако сакате, со сите војни во Украина, во она што се случува во Газа, што е од невидени, страшни димензии и размери. Мислам, тоа е просто контра сите човечки парадигми и вертикали, за кои што светот, западниот, развиениот свет се застапувал да ги врами во некакви документи за човекови права. Ова е вон се, да немате право на храна, на лекување, телото ваше. Значи, биополитички еден страшен концепт. Така што во овој контекст ќе се согласам со Борис Буден, со тоа што би додала дека оваа терминална фаза не го гледа својот крај, своето олеснување. Ниту во на ниво на лекување, да се пронајде некој лек за терминалната фаза, ниту бар на една целосна апокалиптична приказна. Затоа што капитализмот генерално се претвори, како што би рекол Варуфакис, во технофеудализам. И тоа е вон секоја памет. Заради вашиот ангажман на фестивалот Крик и вклученоста во Европската мрежа кооператива, формирана заради спојување, соработка и културна размена, вие минатата година го добивте медалот од Гете институтот, бевте една од трите добитнички на тој медал од Гете институтот, па покрај патувањето во Латинска Америка, дали тој медал тука дома ви овозможи некаков бенефит во насока на вашата работа на независната културна сцена? Тука дали е вреднувана, тоа може би некој друг би требал да одговори на тоа прашање, но би рекла дека е вреднувана онолку колку што е вреднуван независниот културен сектор. А каков е третманот на државата кон независната културна сцена денес? Па, не само денес, и во изминатите 30 години, мислам дека не се разбира значењето на постоење на вонинституционалната, односно независна културна сцена. Зошто? Затоа што пред се, можеби тоа е недоволно познавање на тоа како треба во ова променето општество, зборувам во однос на социјализмот, да пулсираат тие демократизирачки, еманципаторски концепти на действување во социокултурниот контекст, значи отсуство на културни политики кои што ќе објаснат и ќе понудат нови модели на действување. Ние сме се уште заглавени во нереформираната институционална сцена, која што се разбира дека мора да постои. Мислам, тука нема никакви дилеми, но не може живата култура, современото културно наследство не се создава само во некакви кутии кои што се нарекуваат национални институции. Тоа државата и на буџетско рамнеште не може да го издржи. Никој не разбира дека новите модели и формати на организационо и програмско уредување мора да се преиспитаат, бидејќи свесен сте дека националните институции имаат безброј вработени кои што се исклучиво поддржани од буџетот на државата, а од тие безброј вработени дали 15 на работат. Значи, во независниот културен сектор имате сосема поинаков модел на действување,
А од друга страна, значи тоа е во однос на организационата структура, од друга страна програмското уредување е апсолутно независно во однос на центрите на моќ. На барање на јадро, Асоциација на независната културна сцена, во текот на летото остваривте средба со државната секретарка во Министерството за култура. За што разговаравте и што се договоривте? Да, не беше средбата и благодарни сме за тоа само со државната секретарка, тука беа и државни советнички, да бидам попрецизна. Тоа беше навистина конструктивна средба и конструктивен разговор. Ние ги отворивме тие прашања. Како планираат, тие прашања ги упатуваме до секоја гарнитура која ќе дојде, како се планира понатамошното финансирање на независниот културен сектор. Ке видиме, се покажа разбирање, тоа е иницијална средба, не им е лесно и ним, нели, во нивните законодавни лавиринти, кои што се кој за од кога каде застанати, нели, знаете дека новиот закон за култура никако да се донесе, но морам да кажам дека тоа беше навистина еден конструктивен разговор во кој што се слушавме, секој своите критички перспективи, секој своите проблеми ги изнесе и сега тоа се процеси што траат. Не зависи само од нив. Мислам дека и апелирам просто да се види како, што со тој закон за култура. Има многу модели. Значи, може да се воведе како што е во Хрватска, во Германија, во Франција, па еве сега сватив и во Чиле дури, значи може да се воведе нова буџетска линија во самото Министерство за култура за кое што ќе го издвои независниот културен сектор од оние веќе порано трансформирани, знаете, здруженија на граѓани, како што се друштво на писатели, затоа што обично министрите или министерките наназад викат, ама како, вика, финансирани се здруженијата на граѓани. Ама овие интердисциплинарни концепти што ги нуди независниот културен сектор, а не еснавски, како што се друштво на писатели, кој што мора да постојат друштво на писатели, друштво на ликовни уметници и така натаму, веќе не знам што има на музички работници, филмските се веројатно одделни, тие се едно, а ние имаме поинаква, како да речам, политичка и општествена улога. Значи, прво тоа да се дефинира и да има посебна буџетска линија, а втор чекор е можеби тој да се формира исто по моделот на Хрватска фонд посебен за независна култура, кој што ќе користи, например, средства по Хрватска од игрите на среќа. Овдека министерот, јас го слушнав дека рече од игрите на среќа за туризам нешто ќе оди, но... И за филм. Да, и за филм. Но ние во физибилити студијата која што ја подготвуваат Бранимир Јовановиќ и Наташа Бошковска, нудиме од акцизите за тутун кои што се огромни. Започнавме и завршуваме со фестивалот Крик, што ќе донесе тој во рамките на продолжението на неговото есенско издание. Сега следува нешто многу интересно на крајот од месецов, односно почетокот на следниот, 31.1.2. Тоа е, ќе се обидеме да го промовираме значењето на современата употреба и современите читања на археологија и старите занаети во современ контекст, под водство на Билјана Клекачковска и која што ќе има и мала изложба, ќе имаме и панел дискусии, работилници, исто ќе дојдат значајни професори од Грција, кои што имаат навистина искуство во таа современа археологија. Гледате како, мислам, разни перспективи опфаќаме. Потоа ни следува и промоција на една книга, поетска книга на Станимир Панајотов и Артем Садику, со разговор и ќе видиме можеби уште нешто ќе има.
Јас ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и јас за поканата што еднаш. Тоа беше Искра Гешовска во Култура, а вие, почитувани гледачи, останете на Телма и имајте убав ден.